Соочен со штрајкови и опаѓање на продажбата на американскиот континент, Stellantis е приморан да бара алтернативни решенија за ублажување на последиците од незавидната ситуација во која се најде со прекумерното кратење на гамата. Во тој процес најмногу настрадаа моноволуменците за чие постоење најмногу е заслужен Chrysler. Затоа, иако неочекувана, не може да се каже и дека е изненадувачка веста марката повторно да го понуди Voyager на приватните купувачи. Моделот, представен пред 5 години, всушност е поевтина верзија на Пацифика, заради што набргу беше исфрлен од ценовниците на дилерите, останувајќи достапен само за големи флотни купувачи. Но сега времињата се сменија и пред крајот на годинава Voyager повторно ќе се најде во продажните салони. Изменетиот дизајн од Chrysler го нарекуваат класичен, но опременоста е солидна за да се оправда цената од скоро $42,000. Со механиката не се експериментираше и моноволуменецот со 7 седишта ќе се испорачува со 3,6 литарски бензинец со 287 коњски сили и 9 степен автоматски менувач. Chrysler лани од Пацифика, кој остана единствен модел во понудата, продаде 120,000 примероци.